Добар ден и од мене. Добар ден, Младен. Може би овој состанок требаше да го држиме по нека логика во Куманово, бидејќи денеска е празник на општина Куманово, ден на ослободување, 76 години од ослободувањето, и ја користам оваа прилика и на Младен како носител на оваа проектна активност, но и на сите останати жители на Куманово да го честитам денешниот празник. Пред само 5 месеци по истиот овој простор, на истата ова локација извршивме промоција на оно што значеше почеток на градежните активности за реализација на еден, по мене, доста значаен проект, а тоа е изградба на фитнес зона на отворено и мини голф терен, кој што се покажа како оправдани. Зошто велам како оправдани? Ја носам можеби оваа оценка субјективно. Сите оние реакции кои што ги имаме од граѓаните или искористеноста на овие два терени кои што се во централното градско подрачје и кои што навистина наидоа на позитивни реакции од целокупната јавност, ќе кажам дека ја одиграа својата улога во моментот, но уште позначено во следниот период ќе имаат уште позначена улога за промоција на спортот и здравиот начин на живење. Во оваа прилика ќе кажам дека ова се само два спортски терени кои што беа креирани во текот на оваа година, покрај останатите 5, и Крива Паланка е лидер, можеби во Македонија, во моментот по инвестирањето во здравиот начин на живот и промоцијата на спортот кај младата популација. Имено, покрај овие два спортски терени, во изминатиот период инвестиравме на атлетската патека на градскиот стадион, во дополнителен мини голф терен, скејт парк, но и останати терени кои што ги работиме во координација не само со општинската администрација, туку и со Сдруженијето ТАКТ од Скопје, Германското друштво за техничка соработка, заедно со кошаркарскиот клуб од Крива Паланка и со сите оние спортски работници и ентузијасти кои што вложуваат не само дел од себе, туку и со нивните клубови во развојот и промоцијата на спортот. Нема да застанеме тука, затоа што само во текот на овој месец не очекува уште еден договор кој што треба да го подпишеме по однос на програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, и тоа е изградба на пешачко-рекреативна патека од градскиот стадион по правец кон манастирот Свети Јајки Мосоговски, исто така значаен проект со кој што можеби ќе го заокружиме тој спортски дел или тие патеки кои што се или водат по периферијата на градот кон непосредното наше окружување, што се значајни за сите оние спортски тимови екипи кои што или млади луѓе кои што се занимаваат со спорт, но и како најава за следната 2021 година во соработка со Средното општинско училиште Ѓорче Петров и со основните училишта Илинден и Јоаким Крчовски, веќе имаме подготвена техничка документација или работиме на издавање на одобрение за градба, и тоа на реновирање на спортската сала во основното училиште Илинден, изградба на нов модерен спортски терен пред самото основно училиште Јоаким Крчовски со современа гумирана подлога, но во исто време и осовременување на игралиштето во дворот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров, за кое што веќе имаме издадено одобрение за градба и следи тендерска поставка. Се на се, пак ќе потенцирам дека Крива Паланка можеби со овие десетина или повеќе од 10 спортски објекти кои што ги гради за само 2 години или учествува во нивната рехабилитација, е лидер во Македонија, можеби пошироко, затоа што навистина ставаме акцент на развојот на спортот и здравиот начин на живење. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на Североисточниот плански регион за сето она што го имаше како лидер во овој проект, но и за нашите партнери профилактика за здравје од Република Бугарија Благоевград, со што навистина придонесува за успешната реализација на овој проект. Ви благодарам. Една кратка презентација само на проектот со име Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција. Тој е кофинансиран од ИПА Интерек програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, каде што водечки партнер беше Фондација профилактика за здравје од Република Бугарија од Благоевград. Тоа е фондација која се занимава со здравство,
Значи, председател на таа фондација е доктор Маникатов и проектен партнер Центарот за развој на Историчниот Бански регион. Проектот е со број CB006.223.116, договор број тој, периодна имплементација 15 месеци, започна на 17 август минатата година, со крајен рок во понеделник на 16.11.2020. Буџетот на проектот 94.742,54 евра, од кој ЕУ кофинансирање 80.530.15 и национално кофинансирање 14.211,39. Национален координатор на оваа програма во нашата земја е Министерство за локална самоуправа. Инаку, водилката на проектот беше промоција помеѓу младите за важноста и поврзаноста на здравјето, велнесот и спортскиот туризам во нашиот приграничен регион и во градовите Благоевград и Крива Паланка со вклученост на раневи категории на лица. Секоја програма си имаше приоритетни оски, ние избравме оваа специфична цел 2-3 унапредување на соработката помеѓу регионалните актери во областта на одржливиот туризам. Сега ќе ги наведам предвидените активности кои беа спроведени. Прво се направи едно истражување и развој за да ги проучи и анализира постоечките туристички локалитети во регионот и да создаде предуслови за популаризација на можностите за туристичка размена меѓу младите луѓе во Благоевград и Крива Паланка. Ово е постигнато во 3 фази. Прво имаше истражување, категоризација со анализа и печатање на заеднички извештај. Како втора активност, воспитување на здравствен и туристички центар за приближување во Благоевград. Набавена е опрема за диагностика на водечкиот партнер Фондација профилактика за здравје. Овој центар ќе работи со деца и деца со попреченост за обезбедување на бесплатни здравствени услуги и организација на тркарезна маса во Благоевград со 30 заинтересирани страни, представници на локални и регионални власти, здравство, туризам, невладени организации. Секако спрешени сме во моментот поради настаната ситуација со вирусот, меѓутоа се надеваме дека во блиска иднина дел од оваа активност ќе ја реализираме, пошто сега во моментот тоа не беше можно, односно да наши дециња отидат во Благоевград, а и таму се направат некои превентивни диагностички прегледи, посебно на работниот стол. Знаеме дека младите лица многу малку физички се активни и обично се на своите паметни телефони. Третото беше изградба на мини-голф и фитнес игралиште во општина Крива Паланка и организација на 3-дневна надпревар за деца од Благоевград и Крива Паланка. Ова активност е спроведена со тоа што 3-дневниот надпревар помеѓу децата од Крива Паланка и Благоевград се одвиваше онлайн, односно ние во живо, тие во живо во ист термин ги вежбавме на справи на фитнес и организиравме мини-голф надпревар во Крива Паланка, а тие тоа историја во Благоевград. Меѓутоа со технологијата се гледавме во живо, така да оваа активност успешно ја извршивме. 3-дневниот надпревар имаше подготвителна фаза на 6.10.2020 година. Имавме онлайн средба со заинтересираните страни од Благоевград, каде што ги утврдивме началата за предстојните 2 дена, односно за 6 и за 7 октомври, за фитнес, правилното фитнес вежбање и надпревар и за мини-голф надпревар. Ова се некои од сликите. Ова е од вториот ден од фитнес надпреварот. Вкупно на овие 3 дена имавме 35 дечиња учесници, од кои 2 лица со попреченост. Вториот ден беше мини-голф надпревар, кој што ги објасни професор Жаклина Јовановска, ги обареше од целиот процес. Таа ги објасни првиот ден исправниот начин на вежбање и загревање пред вежбање на фитнес правите. За секоја справа посебно направи план и програма за тоа како треба да се вежба, по колку треба да се вежба, пошто дел од справите се за физичка сила, дел од справите се за кардио. Таа како специјалист во својата област, ова многу успешно го направи, така да за третиот ден исто така ги објасни и направи еден води за тоа, за правилата за игра за мини-голф, за начинот на држање на палка, неисправно држање на палка, за да
дечињата не се замараат при игра, него таа да им е задоволство. Ова се сликите, значи, од вториот ден, каде што заврши мини-голф на Преворот. Четврта активност од деца и деца попречени се одржани 5-дневни работилници во областта на здравствен туризам, а резултатите произлезени од работилниците е подготвен здравствен туристички водич, кој ќе се промовира на два јавни настана. Овие 5-дневни работилници ние моравме да ги направиме во спортска сала во Крива Паланка, поради голем простор и поради поголема безбедност за самите дечиња. Се одвива на 23, 24, 25 и 28 и 29 септември и учество земаа вкупно 62 дечиња од основните и средните училишта во Крива Паланка. Ова се некои слики од работилниците, каде што тие зема своје учество, каде што ги запознавме со не само природните реткости, него и потребата од тоа да на време имаат некои сознанија дека иако тие се млади и здрави, меѓутоа дека нема секој се млади и здрави и да знаат зошто се користат топлите бањи, каде ги има. Имаше и на некои прашања кој е најразвиено туристичко место со топла вода во Република Северна Македонија. Тие дел од нив одговори дека тоа е Банско. Значи, многу слабо познавање, посебно на дечињата за тие знаат поголемите локалитети туристички што се како се, меѓутоа за помалите и оние кои се врзани со здравството немаат голема представа, меѓутоа сите рекоа после тоа дека би сакале со своите родители некогаш и да отидат и на ваков тип на туризам. Значи, велнес, бања и поврзаност на здравството со туризмот и секако пресконференција. Првата пресконференција беше организирана некаде во мај поради ковид и сега сме присутни на завршната пресконференција. Резултати кои ги постигнавме, значи изготвен и дисеминиран извештај за потенцијалите на младинскиот туризам. Создадени се предуслови за популаризација на можностите за туристичка размена меѓу младите од Благоевград и Крива Паланка. Основен е Центар за здравство и туризам и во Благоевград за работа со деца и деца со попреченост со обезбедување на бесплатни здравствени услуги. Обучени се деца и деца со попреченост за поврзаноста на здравјето и туризмот со промоција во регионот. Подпишан меморандум за соработка и составување формална мрежа за идни активности на заинтересираните страни. Изграден е опремен голф и фитнес игралиште на отворено во Крива Паланка, богатени со опрема за деца и за деца со попреченост. Организиран е 3-дневен надпревар на изградените игралишта помеѓу децата од Благоевград и Крива Паланка со интенција да овој надпревар прерасне во традиционален, развиен туристички производ и водиш за здравство и туризам е испечатен. Ви благодарам за